Здраво, деца. Продолжуваме со циклусот видеа за темата мултимедија и компјутерска графика, конкретно за делот анимации. Да ве потсетам, работиме во векторија Джото. Досега поминавме речиси се она што требаше да се покаже. Денес ќе зборуваме за циклус на чекорење, односно анимирање на човековиот чекор. Тоа е секогаш било предизвик за аниматорите и е анализиран човековиот чекор и фактички правењето на еден чекор е поделено во неколку поделни фази. Еве тоа гледаме на оваа слика. Ова е само значи еден, правење на еден чекор со една, да речеме со десна нога. Овде забележувате на почетокот дека на овој лик левата нога му е напред, десната назад, на крајот во последната фаза обратно десната нога е напред, а левата е назад, фазите изгледаат потполно исто, потоа истото се повторува само со другата нога. Епа да ги видиме овие фази, значи таа првата и последната фаза или основните фази се викаат контакт, односно кога со двете нозе човекот стои рамномерно или тежиштето е распределено на двете нозе, истовремено на земјата. Потоа, кога почнува да го прави чекорот, тежиштето го префрла на едната нога, при што телото малку се наведнува и нормално висината на главата е малку пониско. Следната фаза е кога ногата што била позади почнува да преминува напред, при што воопшто не се допира до земјата и целото тежиште е на другата нога, тогаш телото е исправено. Телото е најисправено во фазата кога се наоѓа пред да стапне со ногата што претходно била подигната и на крајот имаме истата позиција само со спротивни нозе во таа што била напред сега е назад и обратно. Ке рацете, знаете дека е обратно, значи кога чекорите кога левата нога ви е напред, вас ви е напред десната рака и обратно кога десната нога ви е напред, левата рака ви е напред, за да држите баланс. Значи целта кога се креира анимација фактички да се направат овие првите 4 фази. Се другото е копирање. За уште поедноставување на анимацијата, јас ќе користам стикмен, односно човече со стапчиња или раците и нозете се обични линии и телото на ликот. Ќе го покажам тоа. Веќе имаме ја скрирана анимација, да ја погледнеме, односно прво да погледнеме како тоа изгледа, еве, во кога е таа експортирана, па потоа ќе објаснам. Изгледа чекорењето малку пребрзо, меѓутоа тоа е направено затоа што секој од овие фази на чекорењето е направено во посебен клучен кадар без да се користат меѓукадри, за да се поедностави изработката на анимацијата. Забележувате дека сите овие кадри се клучни кадри, значи нема меѓукадри. И нека не ве плаши ова, овие се остатокот од кадриве се копирани, значи нас не интересираат само првите 4. Јас сум го правел ова во различни слоеви, не мора тоа да биде во различни слоеви, значи имам посебен слој за телото, во кој што тие се тоа е значи со црна боја, главата и телото, неве да ги искриеме останатите, ќе го видиме тоа. Значи, како според фазите кои што ги видовме, доколку телото го следиме во посебни кадри, ќе видиме како се преместува погоре или подолу. Истото ќе важи и за останатите, значи и за раците и за нозете. Еве го, втората фаза, значи фазата што се викаше долу, ова е третата фаза пасинг или поминување, четвртата фаза горе и петата фаза контакт. И потоа сите останати се повторуваат, односно мене ми се фактички ископирани. Што сакам да кажам, дека доволно дека нацртате овие првиве 4, петтата веќе ќе ја копирате и потоа сите заедно цел циклус можете да го копирате. Јас овде сум правил со различни бои за раците и нозете, за да се гледа која е лева, која е десна. Меѓутоа и не мора тоа да се прави, доколку го правите уште поедноставно, кога се сите со иста боја, доволно е да симулирате еден чекор и потоа да го копирате, нема да се знае дали се чекори со лева или со десна нога. Што значи тоа? Еве јас овие кадри сите ќе ги избришам. Значи што имаме до сега?
ова е тој чекорот, ова подлога и неа ќе избришиме, нема потреба, ќе ја објасниме подоцна. Значи сега имаме само ваква анимација. Имаме првиот, вториот, третиот, четвртиот и петтиот е веќе ист како првиот, значи ископиран. Дури можеме и него да го избришиме, како ги селектирам со Shift и со стрелките за надолу, значи ќе ги отстранам и овие. Фактички сега го имаме само ова. Значи доволно е вие фактички да направите во 4 клучни кадри во кои што само ќе ги направите овие измени според оваа слика, која што ќе може сега да направите скриншот од неа, или пак можам да ја поставам на Digital School, заедно. И доколку ќе ги направите овие 4, сето останато е копирање. Значи јас можам сега да ги селектирам овие, сите 3 слоја истовремено и сите 4 клучни кадри во овие 3 слоја, да извршам копирање и потоа кликам на еден од слоевите, со десен клик кликам на Paste Frames. Истото тоа можам да го направам колку пати сакам, за да изгледа анимацијата да трае подолго. Сега ако ја вратам назад и ако пуштам, ќе видам фактички 4 чекори. Доволно е значи да се нацрта само едниот чекор, односно само првите 4 фази, да ве потсетам. Значи фазата контакт, фазата долу, фазата поминување и фазата горе. Кога работиме со стикмен, кога не се знае која е рака лева, која е десна или која нога е лева, која е десна, тогаш нема потреба да се дополни целиот циклус на чекорење лев и десен, доволно е само едниот за да може потоа тоа да изгледа како нормален чекор. И сега човече во нас ни оди во место за да имаме илузија дека се движи, односно дека совладува некаков простор, дека поминува некакво растојание. За таа цел мене претходно ми беше направена ова подлогата, ќе ја направам уште еднаш. Еве сега да погледнеме, значи ќе метнам нов слој. Слојот ќе се вика подлога. Во зависност од редоследот на слоевите и објектите се пред или напред или назад, затоа јас подлогава ќе ја донесам со влечење сосем најдолу. Еве ќе го исклучам човечево да не го гледам, за да не можам ништо да правам во него. И сега како ќе ја направим подлогата? Прилично едноставно ќе направиме еден Извинувам, не сум во тој слој, ете гледате каква грешка сум направил, значи не би беше активен слој од подлога, во кој што сакам да цртам. Еве еден заоблен правоаголник кој што можам да го направам да биде без исполнување. Малку ќе го искосам со алатката за искосување, за да ми добие некаква перспектива. Ова можам да го копирам и да го вметнам. Вметнатиот ќе го залепам тука. Истото може да го повторам повеќе пати. Или пак еве да ги селектирам трите, требало да се селектирани, да ги копирам и сега кога ќе вметнам, ќе се вметнат 3 наеднаш за да скратам од постапката на копирање. Уште еднаш да мислам дека ќе биде доволно. Цело ова ќе го селектирам. Ќе го поместам малку понамаму. И сега што ќе направам? Значи, ќе направам нов клучен кадар во истиот слој, се разбира. И ќе го поместам, значи, во текот на времетрањето на овие 4 чекори кои што се прават, фактички подлогата ќе се поместува во десно, во лево, се извинувам, а ќе изгледа дека човечето се движи во десно. Ајде да видиме како тоа сега ќе изгледа, еве да ги видиме останатите слоеви. Тоа е тоа. И сега ова доколку го експортираме,
како флеш анимација го добиваме ова што го видовме преска на почетокот. Слободно вежбајте. Сега само да ви кажам уште нешто друго. Материјалот од анимации со ова е поминат. Заради оваа модерна состојба во која што сега се наоѓаме, ќе треба малку да направиме измена во планот за оценување. Тоа значи дека наредната недела ќе направиме електронски тест на целата тема мултимедија и компјутерска графика. Знаете какви се тестовите на Digital School со прашања со 4 можни одговори кои што еден е точен. Значи ќе има прашања и од GIMP, и од Joto, и од тие презентациите кои што ги кажувавме на почетокот на темата. Кратки прашања се разбира, тестот ќе трае 20, може би 30 минути. Исто како и досега што ги правевме електронските тестови. За тие што ќе сакаат оценка плюс или за они што не се задоволни од оценката која што ќе добијат, тие ќе треба да пратат една анимација изработена во Vectorian Joto и да ми ја пратат на имейл адреса која што накнадно ќе ви ја означам. Сите конкретни инструкции во врска со ова ќе бидат поставени во вид на соопштение на Digital School. Толку за денес, останете дома, поздрав.